Среда, 9 јули, кратки вести во 12 часот. Комитетот за светско наследство на УНЕСКО по трет пат ке гласа за тоа дали Охридскиот регион ке се најде на листата светски наследства во опасност. Гласањето е предвидено за утре. 40 организации од цела Европа со писмо побараа да се усвои нацрт одлуката, имајќи го предвид степенот на досегашната деструкција. Владата пак ги задолжила сите членови на институциите кои присуствуваат моментално на комитетот заеднички да поднесат амандман за да се повлече нацрт одлуката, а од опозицијската СДСМ ја обвинија власта дека ја носи државата до нова национална срамота. Државата ќе ги урива дивоградбите во заштитените подрачја. Министерството за транспорт објави тендер за избор на фирма за уривање дивоградби. Постапката ќе ја води Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, а во фокусот ќе бидат дивоградбите долж Охридското крајбрежје. Ова го правиме затоа што во Охрид за заштитениот дел има дивоградби, па за да има фирма да може да се постапува. Идеја е да имаме подготвен тендер да може да се постапува кога има потреба, велат од Министерството за транспорт. Во сабота на Петровден во храмот Свети Климент Охридски и Свети Пантелеймон на Плаушник ќе се изврши наречението на новоизбраниот митрополит на Дебарско-Кичевската епархија Ѓорги, а следниот ден ќе се изврши епископската хиротонија и интронизација во соборниот храм на Охридските архиепископи Света Софија. Деновиве новоизбраниот митрополит од игумен беше ракоположен во архимандрит. Времето денес сончево со мала до умерена локална облачност, дува умерен до засилен западен ветер. Максималната температура во Охрид до 29 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.